Денеска јас и тимот од кандидати за совет на општина Струмица кампањата ја продолжуваме со промоција на нашата програма во областа на земјоделието. Посетивме неколку стопански субјекти, докажени земјоделски производители и се сретнавме со повеќе граѓански издруженија од областа на земјоделието со цел да ја објасниме нашата програма. Со гордост застануваме пред суграѓаните земјоделците, бидејќи конечно после многу години вредните и искусни земјоделци на Струмица преку ВМРО ДПМН добија вреднување на својата работа и подршка за понатамошниот напредок. ВМРО ДПМН знае дека општина Струмица е срце на земјоделието и поддржува силен подем на земјоделството кој во изминатите години доживеа целосан препород. Затоа со ваша подршка општина Струмица, предводена од ВМРО ДПМН, со повеќе своји проекти и мерки ја следи политиката на владата на Република Македонија во областа на земјоделието. Моја визија за развој на земјоделието во струмичкиот крај најдобро ја отсликуваат неколку крупни проекти и мерки, предвидени со суми на средства и определени рокови за реализација, поставени на првите страни од мојата програма. Изградба на агроберза, индустријска зона со комплекс на откупни пунктови, преработувачки капацитети, терминали, складишта и шалтери на потигот помеѓу Куклиш, Свидовица и Банско. За ова агроберза од буџетот на Република Македонија ќе бидат издвоени 200 милиони денари. Рок на реализација на овој проект е до 2015 година. Како нова општинска власт и во соработка со владата на Република Македонија ќе пристапиме кон изградба на систем за наводнување од Маркова река, за да се обезбеди вода за 400 хектари земјоделски површини во аторот на населените места Куклиш, Свидовица и Градско Балдовци. Рокот за реализација на овој проект е до 2014 година. По примерот на европските градови од Медитеранот, Струмица треба да добие нов голем отворен пазар на површина од 30.000 метри квадратни. Нов градски пазар ќе содржи модерни продажни места, како и голем паркинг простор, а ќе се наоѓа до сегашниот затвор. Програмата предвидува уредување на квантешки пазар во Струмица и изградба на цветен пазар. Новото општинско раководство, предводено од мене, ќе изгради центар за производство на расад преку јавно-приватно партнерство со поддршка на Министерството за земјоделие заради создавање на унифициран семенски материјал и негово постојано подобрување. На Струмици е потребен регионален сајм за земјоделски производи, чиј покровител ќе биде општината. Локалната самоуправа треба да развие маркетинг стратегија за промоција на земјоделските производи од Струмичкиот регион на ексио и регионалните пазари и да спроведе кампања за промоција на локалното производство, со што уште повеќе ќе се зголеми пласманот и извозот од Струмичкиот регион. Изградба на локални патишта, кои ги поврзуваат населбите со земјоделските обработливи површини. Изградба на полски патишта, кои ќе помогнат за полесно искористување на површините. Изработка на локална стратегија и оддел за развој на земјоделството во Струмичкиот регион. Општината треба да им даде на земјоделците поддршка во искористување на средствата од ИПА фондовите. Општината ќе поддржи IT проекти што ќе бидат насочени кон примена на информатички решенија и технологии во земјоделството. Да не заборавиме дека за да имаме добро развиено земјоделство, потребно е да имаме образовани, обучени и навремено информирани земјоделци. Заради што општината треба да го поддржи процесот на образование како формално, така и неформално и да ги изнајде сите современи методи да ги информира своите сограѓани земјоделците.